Новонастанатата состојба со 70 заболени или 22 нови пациенти за 24 часа отвора нова дилема. Дали земјава има доволно респираторни машини за да ги третира сите заболени кај кои ќе се јави потреба? Министерот за здравство Венко Филипче упорно смирува дека државата располага со близу 200 машини за дишење и се набавуваат нови. Проблемот се јави кога за само 3 дена министерот даде 3 изјави кои се контрадикторни една со друга. Еве што кажа во понеделникот. Тоа што е на располагање во приватните болници, 40 во една институција, близу 30 во друга приватна институција, ние набавуваме 50 кои што ги очекуваме до крајот на оваа недела со можност за уште 50. Нова загриженост отвори синокешната изјава на првиот човек во здравството. На новинарско прашање до каде е набавката на респираторите, тој рече дека допрва ќе се одбирал најповолниот добавувач. Лажна вест е дека набавката е завршена. Ќе кажам, таа постапка не е завршена, допрва следи аукцијата, спуштањето на цената на понудите. Денеска пак вели дека респираторите се порачани, ама биле заглавени во Бразил. Проблемот е што машините во овој момент се запрени во Бразил со одлука на нивната влада, со интензивна комуникација со Министерството за надворешни работи и нашиот амбасадор во Бразил се обидуваме таа бројка на машини да ја ослободиме. Многу земји во светот го запреа извозот на респираторни машини, чувајќи ги за своите пациенти. Искрено се надам дека ова ќе успееме да направиме. Тоа беше и е единствениот кој што може да ја достави бараната бројка на респираторни машини за многу краток период. Граѓаните се загрижени бидејќи не знаат во која изјава да веруваат, во таа дека се набавени, запрени во Бразил или дека допрва ќе се набавуваат. Во Македонија за сега само една пациентка се лекува со помош на респираторна машина, а нејзината здравствена состојба според надлежните била влошена. Инаку според искуствата на другите земји, токму респираторите се присудни за лекување кај пациентите со тешка клиничка слика. Например, докторите во Италија повеќе пати алармираа дека морале да бираат кого да го стават на респиратор за да му го спасат животот, оти немале доволно машини за сите пациенти.